Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Интересно е дека од Македонија има личности кои се афирмирани надвор во светот, а за кои овде кај нас во овие наши предели малку знаеме. Знаат оние луѓе, например, што се вклучени во тие спортови каде што екзистираат тие личности. Една таква личност е Ѓуро Илич, битолчанец, кој уште од давнешни времења, кога почна во Македонија да се развива, или поарно речено, кога се ставија основите на карате спортот, тој беше еден меѓу првите што почна да се занимава со овој спорт, меѓутоа, тој спорт за него, како да беше вовед во другите боречки вештини, па потоа го среќававме како џудист, па во џиу-џицуто, а исто така и во аикидо, спорт кој е карактеристичен за оние источни предели од земјината топка, но благодарејќи на Илич, аикидото станува близок и кај нас, кај нашите млади луѓе, особено битолчаните. Тој е основач и на клубот Пелистер, тоа е клуб за боречки спортови и вештини. Тука се вклучени 3 клуба, значи џудо, џиу-џица и аикидо. Во овие 3 спортови пак се вклучени многу млади луѓе од Битола кои секојдневно доаѓаат во овој објект каде што се наоѓаме сега, будо клубот Пелистер, кој што од ден на ден е се попопуларен, а таа популарност негова почна уште од минатите години, од минатиот век. Ѓуро Илич е човек кој е единствен од Македонија што се најде во куќата на великаните, така да речам, во боречките вештини, и тој со тоа, самото што е токму на тоа место, покажува дека е човек кој заслужува респект и кој заслужува почит кај нашата не само спортска, туку поширока општествена јавност. Токму тој човек сакам да ви го представам сега во оваа емисија, посветена на македонските спортски легенди. Станува збор за Ѓуро Илич. Тука сме во објектот каде што го минува времето и тој да рекреира, и тој да ги тренира помладите, да им покаже некои новитети од тие боречки вештини и да ги подготви за она што ги очекуваат нормално настапите, надпреварите, секој млад човек сака да се докаже, и колку е поангажиран на тренинзите и колку повеќе прифаќа и учи од тренерот, тогаш е поуспешен на татамите. Ѓуро, ова беше како вовед за пошироката јавност, битолчани добро те знаат и сите оние во Македонија што се занимаваат со боречките вештини, а сега и пошироката публика ќе те запознае, па ме интересира на почетокот реков во најавата дека со тие вештини почна практично со каратето, кога почна да се раѓа во нашата држава карате спортот таму во 60-тите години. Па мора да го вратиме филмот назад малце, 60-тите години, негде 66-та, 7-та, 8-та година. Јас често пати одев во Белград, бидејќи таму имав и имам роднини, и имав прилика да се запознам со карате во Белград. И на некој начин, едноставно, белото кимоно одма ме плени. И почнав јас нормално прво со помош на моите роднини таму кои тренираја, потоа доаѓајќи во Битола сам со моите другари во дворот и така натаму. Книга водителка ми беше, и ја мислам дека е тај ненадмината книга за карате на браќата Владимир и Илија Јорга Карате. Тоа се основи на карате вештината, концизно дадени, прецизно и така натаму опишани ставови, техники и така натаму. Меѓутоа, набрзо, после тоа, по сугестија пак на моите роднини, посетував некои џудо тренинзи таму, и џудо ме повеќе едноставно ме фасцинира од неговата ширина и односно базичност, бидејќи на тие основи лежат сите
боречки вештини кои потекнуваат од далечниот исток, поточно од Јапонија. Бидејќи историјата на овие сите вештини влечи корени од Кореја од Кина па преку до Јапонија, меѓутоа свое оформување добиваат во Јапонија. За джудото зборуваме и ме интересира дали имаше тогаш настапи во джудо спортот, зашто во Македонија во тие години имаше една експанзија во джудото. Се сеќавам дека нашите джудисти беа успешни и на меѓународна сцена, дури и на европски првенства. Значи, почетоците негде датираат 66-7 година и натаму. Ние во Битола, односно, екзистираше карате джудо секција при ДТВ Партизан, се до 69 година, кога во ноември 69 година се конституира джудо клубот Перистер, кој што до денес екзистира. Јас имав таа чест, некаде матурант бев 71 година, за време на школскиот распуст, односно на полугодието, во тогашната гимназија Браќа Младиновци ја отворив првата карате секција, која беше за потребите на гимназијата пред се, и тоа траеше негде дури заврши училишна школската година, односно кога матуриравме. Подоцна активно се вклучив само во джудо клубот и се трудев да не пропуштам ни еден тренинг колку што беше во можност, имајќи опредито врските на училиште и така натаму, подоцна. Тоа е карактеристично за луѓето што се бават со овие боречки вештини, нема испуштање тренинг, постојано се на татамите. Да. И често пати на некој начин имав некоја забрана така блага од дома, меѓутоа јас со криење ќе дојдев на тренинг, а тие знаат дека сум на тренинг, бидејќи ќе задоснев час и половина, 2 и така натаму. Да кажам дека од тогаш клуба имаше на голема експанзија во тие почетоци. Јас баш почнав во тоа време, беше Петар Дамјановски тренер, па потоа него го замени Перо Димитровски. И со Перо Димитровски ние некаде работевме до почетокот на 90-тите години, кога од оправдани причини тој едноставно се повлече од джудо спортот, односно джудо клубот. Меѓутоа, направивме голем пионерски потфат заедно. Во тоа време, некаде 73-4 година, клубот се сведе на 4-5 члена. Работевме во никакви услови, буквално јас илустративно кажам дека сум голтал прашина низ сите битолски сали, училишни пред се, па ДТВ Партизан, па со нетрпение очекувавме изградбата на спортската сала Младост и така натаму. И основна преокупација ни беше да создадеме услови, односно да обезбедиме на сала каде што ќе можеме непречено да работиме 24 сати буквално. И да се зголеми нормално бројот на джудистите. И тоа така тлееше, да речам, до 75-та година. Ние бевме на некој меѓународен семинар на Вис, тој е најдалечниот остров према Италија од тогашната држава. И после враќањето од Вис се договоривме да јас отворам школа, да ја водам джудо школата, а Перо да ја води екипата. И така почнавме, јас од септември месец 75-та година, то уредно го плакетирав и така натаму се тото почнувањето на школата. За 2 месеци имав 100 нови ученици, што бројка и за сега е тоа голема, а камоли за тогаш. И почна нашиот поход полека како од квантитет да преминува во квалитет. Значи, како успеавте да соберете толку деца? Еве, имаше проблеми со сали или пак ние почнавме... Најдовте решение во тие училишни сали, во Партизан и така? Не, сега добро се сеќавам дека почнавме во тогашната местна заедница Моша Пјаде се викаше, тоа е во Битола до новото училиште во Генимале. Значи, таа на барака беше и ден денес постои нешто, пред некоја година таму танцовиот клуб знам дека тренираше. Знам дека беше душемето мачкано со црна боја со писа, нешто не знам зошто. Па стававме некои најлони, па над најлоните имавме 30 татами само. И така, меѓутоа, имавме голем ентузијазам и желба да успееме, како во масовноста, така и да забележиме резултати на спортски план, што за година, 2-3 пота, навистина,
тоа си дојде како резултат на професионалниот однос во работата. Во джудото некои резултати од тоа време, дали има битолските джудисти кои ги предводеше еве ти на републичко ниво, дека тогаш бевме во рамките на поранешна Југославија, а и на сојузно ниво? Јас мислам претежно дека и Македонија имаше тогаш во републички рамки резултати, потоа имаше неколку, 2-3, мислам на државно првенство на сојузно ниво. Има доста од тоа време, од таа да речам плејада на джудисти, меѓутоа секој пат е неблагодарно некој да го испуштам, да не го испуштам. И така да ние сега правевме некоја рекапитулација, бидејќи спремаме монографија на джудо клубот, која што треба да излезе наскоро, мислам до крајот на годината, и тоа првиот дел сега ќе излезе. Тоа е периодот од 69 до 2004 година, и тоа е веќе готово за печат, и другиот дел се работи, тоа ќе излезе подоцна од 2004 до денешните денови, и имаме негде рекапитулација околу 900 медали, бидејќи се работи за многу голем број на турнири, поединечни првенства, од пионерчина па нагоре. Така, додека екипните првенства се многу помалку застапени, иако сега постои тренд и тоа да се форсира, бидејќи Джудо Федерацијата доста добро работи, има надпреварувачи одлични, да речеме, во Македонија, веќе почнуваат и резултатите надвор од Македонија да се... Да ги подсетиме сега гледачите, бидејќи ти си компетентен тоа да го кажеш, во тој период кои беа центрите за джудо спортот во Македонија? Значи, првите центри се Скопје, Битола, Велес. И потоа тоа почна да се шири, потоа имаме Прилеп, па сега имаме Струга, Кавадарци беше едно време, мислам Паќе сега, и така скоро ни сите градови низ Македонија. Секаде имаше интересирање за овој спорт кај младите. Имаше и има, пак има. И во машка и во женска. И во женска. Женските, како што одминуваше времето, се повеќе се вклучуваше и женската популација. И мислам дека трендот, тој нагорен тренд, веќе со добра организациона поставеност на федерацијата веќе продолжува. И имаме веќе меѓународни резултати на ниво на Македонија. Тоа е за джудото. Сега нешто повеќе за џиу-џица. Кога зборуваме за джудо, джудо е една комплексна вештина која што едноставно поделена е на джудо спорт и на џиу-џицу. Значи, во прво време постоела џиу-џицу, која што се разликувала, чија одлика била доста груби техники, често пати нехуман однос према надпреварувачите. Джудото некако е поблиску до борењето, например, слободното борење. До некаде, да. Таму некој зафати, особено ние на тело. И за тоа може да се објаснам. Джигоро Кано, кој се смета за татко на джудо спортот, тој го формирал системот джудо. И подоа го формирал джудо спортот како спорт, кој што е олимписки спорт од 1964 година од Олимпијадата во Токио, па до денес. После и светски првенства и на Олимпијада, покасно се вклучуваат и женската популација и така натаму. Овај другиот дел, значи во джудо спортот, дозволени се техники на фрлање, техники на тлото, значи партерна техника, тука може да асоцира нешто на борењето, префрлање, аофрајзер и така. Нешто тука тие зафати на држење и така натаму, има техники на контрола, значи на тлото, тоа се вика не ваза и партерна техника, каде што е дозволено и гушење со помош на фаќање на околувратникот на кимоното и дозволени се лостови само врз глобот од лактото да се изведуваат. Тоа е джудо спортот, додека во џиу-џицу, кој другиот самоодбранбениот аспект на джудо вештината, покрај овие сите техники, вклучени се техниките на удари со раце, со нодзе, разни техники на притисоци, мечења и лостови врз сите зглобови од човечкото тело. Меѓутоа, тоа е чисто за самоодбрана. Сега, од таму имаме сега, со помош во Бразил, прво, создадена џиу-џицу, бразилијан џиу-џицу, така наречена, тоа е микс меѓу вале-тудо, тоа е автохтона вештина на самоодбрана, боречка вештина од Бразил, инкорпорирана заедно со претежно
борбата во партер од джудо. И настанал систем во Бразилијан џиу-џицу и можам да кажам дека 80% од борбите и 90% завршуваат во партер, во Бразилијан џиу-џицу. И тука е таа близина. Ударите се, значи, од, како што реков, од валетудо, од таа автохтона бразилска вештина на самоодбрана. Добро и убаво ги опиша тие основни елементи и разлики меѓу двата спорта, а кога почна организирано џиу-џицуто овде во Битола, зашто предпоставувам џудото беше претходница на тој спорт. Дури не почнав да ја водам школата, инцидентно ние работевме, значи тој дел го работевме само одбранбен на тренинг, меѓутоа јас сметав дека акцентот треба таму да се дај на самоодбранбениот дел, па оттаму ќе произлезе квалитето, како што подоцна и беше. Дека има млади луѓе кои што работат чисто за спорт, значи одат по лов на медали, да речам, и така натаму, има кои што работат рекреативно и голем дел кои што работат за самоодбрана. А после во сите овие групи може да има добри надпреварувачи кои можат да се едноставно трансформираат во надпреварувачи, добри едноставно поединци. Како ги прифаќаа младите тие спортови? Јас, Дали имаше доста вака таленти меѓу нив? Во почетокот, значи со моето... И како ги откриваше, еве ти? Со моето почнување, како тренер, јас дадов значаен акцент на самоодбранбениот дел, што се покажа дека не сгрешив, бидејќи то почнуваше да ги задржува луѓето во клуба. Дека често пати некоја вештина може да биде досадна, ако не смешува, оние по строги спортски правила, и тогаш може да биде недоволно интересна. Работи некоја вештина на самоодбрана, а конкретно нема ништо. Тоа зборам за самодоверба. Значи, тоа е за самодоверба и само едноставно и за услови на самоодбрана. А јас и од најмалите категории кажувам од тогаш и денес дека ова што се работи тука во сала не смее да се работи, и сите повторуваат. Не сме на улица, не сме на училиште, не сме дома. Каде сме? Само во салата. Значи, на тој начин ние уште од мали сакаме да му вградиме и му вградуваме на младиот човек таа етика, бидејќи она што се работи в сала не е за на улица. Може да биде само во исклучителни ситуации кога е загрозен лични интегритет или на блискиот на некој и така натаму. Апропо ова, ќе кажам така, малку ќе се оддалечиме од разговорот, мислам ќе биде интересно, ќе ги подсетам и гледачите. Имав емисија ваква за спортските легенди со Луиза Гашева, нашата позната каратистка и шампионка, и во разговорот меѓу другото ја прашав, добро, каратето повеќе за самоодбрана или го сакаше тој спорт? Спортот премногу го сакав како карате. Меѓутоа, за да го зачувам она што кажа ти, некогаш својот интегритет на улица, ми се случи во Скопје на плоштадот, тука пред поранешен Пелистер, некој момчина дофрлале, па дури биле груби, па мораше да покажам нешто и јас во самоодбрана од она што го тренирав во каратето, и вика, тие се зачуди и се разбега. И јас останав нормално. Знаев дека што ќе се случи. Знаев дека сум надмоќна во борбата со нив и така се спасив. Значи, тренирањето дава, речеме, прво дисциплина, бидејќи мора да се има дисциплина. Таа дисциплина резултира со самодисциплина на единката, значи во салата и на улица, на училиште и покасно, да речеме, во кариерата, значи сегде на работа, самодисциплина ако се нема успех, нема позитивен резултат. И се разбира самодовербата. Кај младиот човек се гради самодовербата и тој во такви критични моменти знае дека најдобро да се избегне тој конфликт, бидејќи знае дека посупериорен е од тој некој таму агресивен од настап и така натаму. Гледа да не му нанесе повреди, а да се заштити ако евентуално нешто се случи, например инцидент некој. И од старите мајстори, мислам, таа максима важи дека најдобра борба е таа без борба, која е, значи, умешноста да се избегне конфликтот. Се, зато ние народски велиме, не смеат претежно младите луѓе да бидат на краток фитиль, значи треба да бидат постабилни, да имаат поширок видик
врз ситуацијата и едноставно и да на тој начин ќе господарат со ситуацијата. Тука и концентрацијата е многу битна, да не експлодираш во моментот и вака и во разговорите со други представници од боречките вештини доаѓам до заклучок дека вие сте луѓе кои максимално можете да се концентрирате на работата. Дали е тоа во духот и на спортот, тие источни вештини некако и тоа го прокламира. Концентрација, смиреност и не во секој момент веднаш реакција, туку се чека. Значи работата, дисциплината и само дисциплината нормално го создаваат онај та супериорност во смисол не да биде агресивно супериорен, испади да има агресивни, напротив, да биде сталожен, едноставно, смирен и да ја гледа ситуацијата со по-други очи. Значи, во тоа е така. Помалце паника, например, има јас во некои од моите книги пишувам дека треба битно е да се биде брз при изведување на техниката. Меѓутоа не сме брзината да премени во брзоплетост. Значи, едноставно велиме нешто без веза да се реагира. Значи, секојаш треба да се реагира стабилно и со едноставно чиста глава. Има една јапонска поговорка или цукино коколо, значи мислите треба да се отсетуваат како месечината во водата кога е езерото, да речеме, мирно. И тогаш почисто се гледа месечината, така се отсликува. Ако е разбранувана водата, значи сликата ќе биде разбранувана. Да. Тоа е тоа. А ти како ги советуваш еве твоите ученици во кои да е од овие спортови боречки, да речам, вештините, кога треба да излезат на татамите, им го кажуваш ова концентрација, смиреност, да го употреби она што е најсилно оружје во вистинскиот момент и како да почувствува кога ќе дојде тој момент. През сите тренинзи, значи едноставно низ тренажниот процес, то не е сега да се каже и единката, односно натпреварувачот ќе реагира одма така, значи то се постигна низ работа. Низ работа, низ дисциплина, самите луѓе, значи, ја развиваат моториката и она техника, која е специјалка, пример, секој има може една специјална техника да има, која поведува 2, 3 и така натаму, зависи од колку му е широк диапазон на познавање на техники, а ние посебно враќаме внимание на таа базична техника и во зависност од тоа, тој знае кога треба да биде експлозивен и кога да е пасивен. Решавачкиот момент да тргне во атак. Да, а секој пат тренерот, советот на тренерот од страна дозволен и нема никаков проблем. Значи, тренерот може да го води од страна. Меѓутоа, јас практикувам на моите ученици тие сами да се водат, бидејќи сум да почувствуваат моментот, а тоа се стекнува низ тренинг нормално, бидејќи сум имал случаи, биле одлични надпреварувачи, меѓутоа некој дори не му каже од страна што да работи, овој не работи. Значи, не може некој со далинско да го води, да, тактика некој ако се работи така натаму да се задржи резултат, предност и така натаму, меѓутоа самиот, бидејќи овие се индивидуални спортови, единката влегува 1 против 1 и треба да го реши. Тоа решава сам ситуацијата за разлика од колективните спортови, дали ќе добие добра топка или нема да добие и така натаму. Тоа е друга работа. Овде се зависи од него. Тренерот може да му укаже на почетокот само како да се однесува. Го знае противникот, негово силно оружје, што да се заштитува, меѓутоа тој самиот како во секој спорт решава, да. Се проучува противникот. Се проучува противничката екипа и овде се проучува противникот. Обично во Македонија повеќето надпреварувачи се познаваат. Знај кој е во која категорија. Се може да има изненадување некој да слези подолу категорија или да се качи погоре. Така ли тоа е се прашена тактика. Тоа е дел од тактиката во секој спорт нормално, но тренерот може да го каже оно основното, а не може он да ја заврши целата работа, бидејќи на татамите се гледа и техника и тактика, како е подготвен тренерот, може во тактички поглед нешто да му дофарли тоа, бидејќи знае како борец и со каква техника располага. Битно е и од квалитетот на судите кои ги водат борбите. Дека многу е битно. Јас 8 години сум бил на чело на судиската комисија на Џудо Федерација на Македонија, добро знам. Многу е битно
судите треба добро да ја познават джудо техниката и да можат во правилен правец да ги водат такмичарите. Ја често пати може да се случат недозволени работи, тие се казниви секако, меѓутоа судијата може да толерира еднаш, два пати, три пати, па да дојде до некоја покомплицирана ситуација. Спортистите те прашав за интересирањето во овој спорт, за овој спорт во Македонија, да, и тоа. Каква е ситуацијата со тренерскиот кадар? Па тренерскиот кадар за сите овие години нормално обраќаме ние внимание да има стално подмладок, бидејќи нормално секаде се случува смена на генерации. Меѓутоа често пати има млади луѓе кои што се одлични надпреварувачи, меѓутоа во тренерската работа не оди нешто. Значи тие се навикнати некој да ги води, значи да едноставно да ги тера да работат, а не можат сами некои други да водат. Има такви случаи, меѓутоа има случаи не биле добри надпреварувачи, меѓутоа се одлични тренери. И обратно, има одлични такмичари, одлични тренери и така натаму, или суди и така натаму. Меѓутоа основното на джудо клубот Пелистер и на Будо центарот е да стално се обезбедува подмладок на тренери. Значи, тренерскиот кадар е многу битен. И јас во секое време имам по 4-5 асистенти кои што се кандидат мајстори или мајстори, кои што можат и помагат и работат со групи и така натаму. Со оглед на годините, можам да речем дека Ѓуро го познавам од малите своји години, односно тогаш кога практично почна да навлегува во тајните на борачките вештини, односно во џудото. Тоа е период кога како хит на овие наши простори дојде еден нов спорт, џудото, каратето. Уште тогаш не се знаеше за аикидото и другите боречки вештини, кои што стигнаа од далечниот исток. Тоа беше време на Битълсите, време на Брус Ли и многу млади луѓе сакаа да бидат како него. И можеби затоа, ако се представи една фотографија од раното детство на Ѓуро Илич, ќе се види дека личи помалку на Битълс, а во душата сигурно сакал да биде и како Брус Ли или некој од јунаците кои што беа познати во тоа време во борачките вештини. Има нешто тука што сакам да го поврзам неговата фризура во раното детство и она што представуваше негова голема обсесија и љубов да навлезе што подлабоко во боречките вештини. Косата, мислам дека нешто асоцираше на тоа дека сака да биде нешто како Битълсите, значи во душата имаше и музиката. И не случајно денеска Ѓуро Илич, можеби малкумина знаат за тоа, е еден од виртуозите, вистинските виртуози на тапан. Малкумина можеби имале можност да го слушаат и да го гледаат, но тие што го виделе навистина останале воодушевени. Тоа е едната страна на медалјата од ликот на Ѓуро Илич. Втората работа е она што тој уште од раната младост навистина остави силен впечаток во борачките вештини. И уште 6-7 години од како почна да се занимава со овие вештини, тој веќе се појавува и како автор на еден од првите учебници за џудо. Тоа кај некои луѓе предизвика малку, да речем, нервоза, дискусија како може толку млад еден спортиста одма да почне да се занимава со научно-истраживачка работа во областа на боречките спортови, но тоа го направи Ѓуро. И до денеска, а бидејќи тоа го прави повеќе од 40 на години, зад него останаа едно 10 такви дела, потоа видеофилмови, касети, брошури и што уште не, кои што се напишани и направени во еден многу лесен, недоставен стил, што представува вистина за доброто познавање на боречките вештини од страната на Ѓуро Илич, брошури, литература која е достапна и прилагодена и за оние што само што почнале да се занимаваат или да се упатуваат во тајните на овие вештини.
Од тука Ѓуро Илич го сметам дека апсолутно заслужено може и треба да се нарече легенда на спортот, на македонскиот спорт. Едната работа е тоа што тој е навистина еден од врвните стручњаци, другата работа е таа што тој зад себе остави литература со што практично пополни една голема празнина на овие наши простори, посебно во Македонија, од потребата на една таква литература. Сега тие што сакаат да научат нешто повеќе за историјата или практичните моменти од борешките вештини, се ќе најдат во делата на Ѓуро Илич. Не треба да пребаруваат по библиотеки, да бараат странска литература, се имаме на рака од она што представува литературно или научно истражувачко дело на Ѓуро Илич. Ѓуро Илич е човек кој што, не се дружиме 40 години, е познат доста во Битола. Познат е и заради тоа што е правник и има една посебна обврска или посебна служба во општината и секој што ќе дојде во општината прво контактира со него, најмногу спортските работници. И затоа може да се рече дека тој е еден од доста упатените луѓе во градот под Пелиштер за тоа што се случува во нашиот спорт. Со него другаруваме и во Сојузот на спортот и тој е подпредседател и така со него многу често и по потреба, по наметната потреба, ги координираме активностите во областа на спортот во Битола. И не случајно, Ѓуро Илич е еден од спортските работници во Битола, кој што има витрина полна со признанија. Признанија за се она што оставил во зад себе како знаење, како напишано дело и како човек се разбира прифатен од сите во областа на спортот.